каде што извршивме увид во проекти кои што се реализираат преку финансирање на Влада на Република Македонија и проекти кои што се веќе во тек на реализација. Првично направивме посета на улицата 29 ноември, проект кој што е во вредност од преку 28 милиона денари, финансиски средства обезбедени од Министерство за транспорт, каде што беше опфатена реконструкција на улица од 3 краци, каде што беше промената комплетно водоводната и канализационата мрежа, промена на стари и азбестни цевки и при тоа беше асфалтирано во должина од преку 725 метри. Во моментов се наоѓаме на градежен објект, односно реконструкција на кружен тек и улици Христо Ботев, Маршал Тито, Партизанска, каде што имаме изградба на кружен тек, односно проект кој што е финансиран преку втор повик на Влада на Република Македонија, исто така преку Министерство за транспорт. Вкупната вредност на овој проект изнесува преку 33 милиона денари, 405.000 денари. Проектот е доста комплексен и проектот опфаќа изградба, односно градежен дел опфаќа проектот, каде што е предвидено изградба на нови улици со кружен тек. Проект градежен дел, каде што е предвидено исто така на мостовска конструкција, односно покривање на дел од речното корито. Електротехнички проект кој што предвидува задржување на старите енергетски водови и поставување на нови модерни канделабри, и хидротехнички проект кој што исто така предвидува уредување регулационно во делот на речното корито, односно покривање и дополнителна изградба на мостовска конструкција. Но ние не застануваме овде. Општина Неготино има отпочнато и многу други проекти кои што се во тек на реализација. Односно, следната недела правиме вовед во работа за отпочнување на реконструкција на тротоарите на улица Маршал Тито и Партизанска. Исто така во брзо време и реконструкција на улица Маршал Тито. И тоа сите проекти подпомогнати од Министерство за транспорт преку Влада на Република Македонија. Меѓутоа, освен градежните активности кои што општина Неготино ги спроведува, ние не ги забораваме и стопанствениците и бизнис секторот, каде што општина Неготино изработи урбанистички проекти во населено место, каде што во моментот Комисијата за продажба на градежна земјишта припрема јавен оглас кој што ќе биде објавен до крај на месец јули, каде што ќе имаме на продажба 15 парцели кои што се за градежно неизградено земјиште, односно со намена Г2, лесна и незагадувачка индустрија, и тоа во големина од преку 117.000 метри квадратни. Исто така и припрема за продажба на парцели за фотоволтаици и фотоволтаични централи, кои што се исто така со површина од преку 120.000 метри квадратни. Така да уште еднаш сакам да ја искажам благодарноста до Владата на Република Македонија, Министерство за транспорт и сите останати луѓе кои што работат за помагање на развојот на сите општини во Република Македонија, и Македонија, односно општина Неготино, продолжува да се движи забрзано. Ви благодарам. Благодарам на присуството. На вистина е задоволство да се биде денес во Неготино, да се види колку многу проекти или се завршуваат, или се работат, или ќе почнат да се работат. Драго ми е со една нова енергија која што градоначалничката ја внесе, се забрзуваат голем број проекти со поддршката од Советот, со поддршката исто така од пратеникот, со поддршката од владата и лично од премиерот Мицкоски. Овдека имаме навистина една комплетно нова слика за општина Неготино. Мислам дека тоа многу значи и за локалното население и за локалното стопанство. Во моментов само преку програми кои што се од владата, преку Министерството за транспорт се инвестираат некаде околу 246 милиони денари или над 4 милиони евра во изградба на улици, водоводни и канализациони системи, понатака паркови, кружен тек, плоштад, така што бројни се проектите кои што се работат или ќе се работат во Неготино, и ќе продолжиме во следниот период да ја поддржуваме општината, да ја поддржуваме градоначалничката, а со новите можности кои што се отвараат, исто така ќе разговараме и за нови проекти. Ви благодарам на сите за присуството и поеле такво имам прашање. Благодарам. Добар ден и од мене.
Јас немам што да додадам на тоа што веќе го кажа и градоначалничката и подпредседателот на влада и министер за транспорт. Би сакал само да им честитам за посветената работа на општина Неготино, на градоначалничката, на советниците, на администрацијата која што ја поддржува работата на градоначалничката. Да му честитам и на пратеникот кој што доаѓа од Неготино, кој што секогаш се бори за проект повеќе. Да се заблагодарам за посветеноста на мојот колега од владата и впрочем на сите колеги од владата, бидејќи денеска Македонија е едно големо градилиште, се гради на повеќе од 1200 локации на целата територија на државата. Нешто што досега е незабележано во поновата историја на независна Македонија. И ќе продолжиме и понатаму да ги довршуваме овие проекти. Единствено лоша вест се тоа кое што се случува во државата е оние кои што не мислат добро на државата, оние кои што не сакаат Македонија да успее, само тие не успеваат да го видат сето она кое што оваа влада и овие градоначалници го прават за граѓаните. Јас би сакал уште еднашка да се заблагодарам на поддршката на граѓаните кои што ни ја даваат изминативе години. Таа е наша инспирација да продолжиме да работиме уште попосветено во периодот кој што следи, затоа што после децении, после долги години, децении, би рекол стагнација и просечност, очекуваме конечно од оваа година да почнеме сето она кое што го стабилизиравме во изминативе 2 години, да почнеме да го реализираме и да излегува на виделина, она кое што ќе додаде квалитет во животите на нашите сограѓани. Така што јас уште еднашка голема благодарност и до вас медиумите кои што не следите на секаде и се надевам дека и во периодот кој што следи нашата соработка и сето она кое што го испорачуваме за граѓаните ќе продолжи во уште позасилен интензитет. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Диаспората веќе по долг период бара да гласа по електронски пат и при неодамнешната посета на екипа на македонската телевизија на Шипците во Германија, како еден од приоритетните проблеми го истакна токму тоа, бараат да се гласа по електронски пат, од друга страна и реформската агенда налага измени на изборниот законник, меѓутоа по поднесените 13.000 амандмани како ќе се обезбедат? Да, благодарам на прашањето. Јас би сакал да кажам дека политичката партија СДСМ во коалиција со политичката партија Левица поднесува 13.000 амандмани со цел да го спречат гласањето на нашинците во диаспората, плашејќи се дека ја немаат довербата на нашинците од диаспората. И ова е силна порака кон нашинците во диаспората. Најпрвин СДСМ, кога беше влада со својата катастрофа и катаклизма која што ја донесе во Македонија, мотивираше и избрка голем дел од нашите граѓани да си ја бараат својата среќа надвор од земјата, од татковината, а сега на истите ги казнува повторпат. Не им дозволува да учествуваат на легитимни председателски. Еве, ако се плашат за парламентарните избори, ние велиме за следните председателски избори па натаму. Да и се даде можност на диаспората да учествува по електронски пат и не е точно во изминативе денови да се зборува само примерот на Франција. Можам да ви кажам многу примери кои што и во регионов ги имаме аплицирано и ги гледаме, кои што се случуваат. Она кое што ние го направивме изминатите месеци беше конструктивна дебата во рамките на парламентот, онаму каде што и треба да се дебатира. И се беше готово, се беше завршено, се беше усогласено кога станува збор за изборниот законник. Во последен момент политичката партија Левица одби да се потпише на поднесокот до парламентарците. Односно, одби да го потпише поднесувањето на изборниот законник кој што тие го предлага, кој што тие го усогласува, ние им прифаќавме се што сака, се што мислевме дека е во согласност со нормалното однесување, ние прифативме, вклучително и парите за финансирање на кампања, нешто што им беше најбитно, тоа им беше главен приоритет, да имаат повеќе пари за финансирање на кампања. Све им прифативме и на крај рекоа не, ние ова нема да го потпишеме. Еве, ви ветуваме, нема да правиме филибастеринг со амандмани, вие изгласајте си го, ние ќе бидеме воздржани. Сакајќи при тоа
да се представат повторно лажно пред нивните поддржувачи дека еве тие се тие кои што се принципиелни, а сите останати се против нив, правејќи се жртва на тој начин, а во суштина 4 месеци заедно преговараа со сите пратенички групи. И ова е порака до нивните гласачи. Замислете да им дадете можност да управуваат со институции. Замислете да им дадете можност тие да одлучуваат за вашата иднина. Кога тие ве лажат, во очи ве гледаат и ве лажат, а позади завеса нешто сосема друго прават. Впрочем, се сеќавате на сведочење на поранешниот претседател на владата Зоран Заев во парламентот, кога јасно кажа дека се обезбедувале ресурси за да левица одземала гласови од ВМРО ДПМН, нейни парламентарни избори, а потоа ако добиеле пратеници, требало да бидат во коалиција со СДСМ и да ја поддржуваат неговата влада. Тогаш избега претседателот на левица, а сега повторно бега. И затоа порака до сите оние кои што ја поддржуваат оваа политичка партија, ако тие едно прават со месеци, а друго зборуваат, замислете да им дадете можност што ќе прават и како ќе се однесуваат. Така што јас навистина жалам, нашата порака беше јасна, кажете се ќе прифатиме, не ви одговара гласањето да биде со заокружување на бројче име во ред, дајте амандман, ќе го прифатиме. Не ви одговара начинот на поднесување на жалби, после гласањето во ред, кажете како, се ќе прифатиме. Но наша црвена линија е гласањето на диаспората, бидејќи диаспората мора да се чувствува поврзана со својата татковина, бидејќи наша цел како влада е еден ден таа диаспора да си ја вратиме дома. Тоа е ако вие го пресечете и овој канал, и они не се чувствуваат дека припаѓаат во својата татковина, кој ќе биде нивниот мотив за да они си дојдат повторно дома, кога ќе ги отфрлат домашните од средината која што е природна нивна средина. Тоа е нашата цел и конечно на крај доаѓаме до економските побуди и мотиви. Ние сега трошиме милиони евра, праќајќи луѓе од Министерството за надворешни работи и од другите институции да бидат наблюдувачи и да го спроведат процесот на гласање на диаспората кој што не е успешен. Бидејќи нормално во Австралија треба вие да летате по 10 часа натаму наваму за да го стварите своето право. Истото и во Канада, и во Соединетите Американски држави, па и во Европа. Ако сакате, можете истото да го анализирате. Така што јас се надевам дека конечно од СДСМ и од политичката партија Левица, од оваа коалиција ќе се осмелат, ќе ги остават своите политички мотиви во своето политичко мочуриште, ќе се вратат во парламентот, се уште има време и оваа реформа да ја испорачаме. И јас сум убеден дека политичките интереси ќе ги остават на страна и ќе ги стават како приоритет националните интереси. Уште едно прашање во однос на економијата, односно за растот на пензиите, како го коментирате растот на пензиите во последниот период? Да, благодарам на прашањето. Ние кога бевме опозиција, јасно дадовме ветување дека ќе направиме се што можеме да во нашиот мандат обезбедиме на почеток линеарно зголемување од 5000 денари за сите пензионери. Ние отидовме чекор понапред, обезбедивме 7000 денари линеарно зголемување. Знаете дека лица блиски до владеачката СДСМ и до опозицијата поднесуваа пријави до Уставниот суд за да ја предизвикаат уставноста на ова решение. Па знаете, со некои килави аргументи излегуваа во јавноста некои политичари кои што се сега дел од раководството на опозицијата. Но она кое што за нас е важно дека голема група на наши граѓани, пензионери, со ова би рекол можеби незначително зголемување линеарно од 7000 денари, во едно семејство во кое што имаме 20 пензионери, тоа се 14000 денари плюс, колку толку успеавме подостоинствен да го направиме животот споредено со тоа како беше претходно. Така што ќе продолжиме и понатаму да работиме во интересот на граѓаните. Знаете, порано пензиите се зголемуваа со по 10, 15, 20 денара. Сега со овие 7000 денари по пензионер, мислам дека повторно ќе кажам колку толку успеавме малку да ги санираме оние предизвици кои што тие се соочуваат. Така што тоа е тоа што можам да кажам поврзано со пензиите.